Имам 3 претенички прашања. Првото прашање е лично упатено до премиерот. Не верувам дека може да го одговори некој друг член на владата. Дали е тука премиерот, прашувам? Ева, ако е тука премиерот ќе влезе. Ако не, заменикот председател на владата. Добро. Бидејќи станува збор за советник на премиерот, но во ред, тогаш некој друг член на владата, претпоставам, ќе се обиде да одговори, бидејќи не е тука премиерот, а е. Благодарам. Господине Груевски, премиер сте на влада која што врие од непотизам, криминал и корупција. Особено имавме можност изминативе неколку месеци, интензивно неколку денови да се увериме во тоа. Имавме прилика да се изнаслушаме еден куп афери за акумулација на функции, акумулации на имот, финанси, што легално, а многу повеќе нелегално стекнати од членовите на вашето најтесно семејство, а во последно време актуелни се и вашите пријатели. И кога сме веќе кај пријателите, очигледно таму спаги и еден ваш советник, за кој што јавноста, претпоставам, воопшто не ни слушнала, бидејќи пред малку да се заинтересирам за вчерашната точка за односно за планот на Агенцијата за електронски комуникации, искрена да бидам, не бев слушната, ни јас не знаев. Станува збор за господинот Славе Веловски, кој што, верувам, е еден од луѓето во Македонија, кои што имаат од најмногу места државни примања. Значи, веројатно е шампион. Мислам дека сите овие претходни афери за функционери, партиски, владини, веројатно во милиони евра се потешки, ама во аспектот на примање пари од државни јасли, веројатно не се толку широко дисперзирани како господинот Славе Веловски. Не знам за каков експерт се работи, бидејќи е доста различно полето на негова експертиза. И да почнам со ред. Господинот Славе Веловски е член на Комисија за електронски комуникации, која е управно тело на Агенција за електронски комуникации. Од разни коментари имав прилика да дознам дека господинот важи за сива еминенција во Комисија за електронски комуникации. Понатаму, овој господин фигурира и како член на надзорниот одбор на јавното предпријатие за аеродромски услуги Македонија. Понатаму е неизвршен директор на фудбалски клуб Вардар. Понатаму е и председател на надзорниот одбор на Македонски железници АД Транспорт Скопје. Понатаму е ваш советник, а и секретар на економскиот совет на владата, каде секако вие сте председател. И тоа не е се. Значи, секако покрај огромното поле на експертиза на господинот Славе Веловски, неговото семејство исто така доста добро котира во државните функции. Неговата сопруга е поранешен заменик министер за економија од периодот 2011 до 2013, неговата мајка Горица Веловска, директорка на Основно училиште Кирил и Методи, неговата сестра Даниела Веловска, вработена во Националната агенција за европски образовни програми и мобилност, во која што имаше огромен криминал и за која што пред неколку години ви поставив претеничко прашање и ми одговоривте дека тогашниот директор ке понел морална и етичка одговорност. Морам да признаам, тие два збора доста често ги употребувате, ама проблемот е што шаблонот на криминал, секогаш кога некој ќе понесе морална и етичка одговорност, се повторува. Исто како што сега имаме во оваа Национална агенција за европски образовни програми. Значи, експертизата оди од медиуми, фреквенции, телекомуникации во делот на АЕК, или помеѓу луѓето попознато како мека за пари. Луѓето кои што работат таму или се функционери, народски кажано, се претпоставува дека се полни со пари ко брод. Понатаму оди
Јавно предпријатие за аеродромски услуги, значи воздусен сообраќај експертиза, спорт, фудбал експертиза, копнен или железнички сообраќај експертиза, економија експертиза, а се разбира и семејството се е создадено од исклучително високо образовани професионални луѓе кои што мора да ги завземат највисоки државни функции. Или да констатирам дека очигледно дека Македонија е оаза за една шака луѓе кои што се или ваша фамилија или ваши пријатели, ама е пустина за сите останати млади луѓе, без разлика образовани, со повеќе образование, со помалку образование, професионалци кои што поради различни причини останале без работа. Македонија буквално се соочува со екзодус поради вашите политики. Бидејќи некој ваш пријател мора да има 6 или 7 работни места, останатите мораат да заминат од државата. Еве го имотниот лист на господинот Славе Беловски. Во 2013 купил 2 стана. Еден во Скопје, еден во Охрид. Во 2013 ставил во банка на едно место 30.000 евра, на друго место 10.000 евра, основ на стекнување, вели стекнување на друг начин. И се разбира 12.000 евра во готовина. Господине Груевски, што го прекршивте уставот во изфрлувањето на новинарите и пратениците, зошто го кршите уставот и со тоа што им ја одзевате шансата на еднаков третман и еднаков пристап на сите граѓани до вработување? Моето второ прашање е до министерот за образование и се однесува на катастрофалните состојби во македонското образование. Имено Македонија, македонското основно и средно образование на неколку меѓународни тестирања има катастрофални позиции. Најкатастрофалното е PISA тестирањето, кое што е 2001 година и од тогаш не е повторено. Тогаш Македонија од 35 можни завршува на 35-тото место. Коментарот после ова тестирање вели: најголем дел од македонските ученици се наоѓаат под основното ниво на писменост во категорија читање со разбирање. И во ниво од 1 до 5, 63% имале ниво 1, господине министр. Дали знаете колку проценти од македонските ученици имале ниво 5? 0,1%. Ова било 2001. А дека и 2014 или рано е 2013-12 не се подобрила ситуацијата, зборат неколку други тестирања. Тоа е тестирањето TIMSS, каде што Македонија паѓа на 426-то место во 2012 година, а во 1999 година била на 447-то место. Значи, за 2 години имам, се извинувам, не за 2, туку од 1999 до 2012, за 13 години повторно пад од 21 место. Знаете, во ова друштво ни прават на 426 место Иран, Палестина и Сирија. Вакви достигнувања на нивните ученици имаат овие 3 држави. Зборуваше колешката Мираковска за пописот ни прави друштво Сомалија, а кај медиумските слободи друштво ни прават Чад, Јужен Судан и Алжир. Жалосно. Прашањето ми е конкретно за екстерното образование. Меѓутоа го поврзав со ова, бидејќи по правило целта на екстерното образование треба да биде подобрување на квалитетот на наставата, а не инструмент за дисциплинирање генерално на наставниците, но и на учениците. Рековте дека за екстерното образование ќе има басен од 60.000 прашања, но факт е дека не постои нито еден базен во државата во кој што ќе може да ги собере сите ваши идеи кои што се израз на глупоста и нерационалност. Каде ќе одат овие оценки од ова тестирање? Ова се полугодишни оценки кои што не се завршни годишни оценки. Дали и на крај за матурантите ќе има уште едно тестирање? Бидејќи често ги именувате одлуките, може и со тоа да се соочиме. Ви помина времето, но морам да покажам една слика за министерот за образование, последното мое прашање. Ова е возило кое што е во функција во Штип, во клиничката болница.
конкретно на оваа фотографија служи за растоварање на мебел кај партиски функционер на ВМРО ДПМН од Штип. Значи, бидејќи се гледа на сликата како се вади од возилото розов и жолт медијапан, претпоставувам дека ова е мебел за нечија детска соба. На овој начин ли се реформира македонското здравство? Само уште една реченица, во моментот кога се вршил овој транспорт на мебел, господинот кој што ја сликал фотографијата се јавил да побара возило на итна помош, бидејќи станува збор за иден случај и му било одговорено дека сите возила се зафатени.